Почитувани мои, добар ден. Бизнисот со танга по се изгледа не е веќе доходовен како порано. Паметиме, некогаш тангите се продава и по 500 евра парче, но конкуренцијата си го прави своето. А секој добар бизнисмен знае, кога не оди треба нешто да се менува. Во Electra Solution навремено си побарале лиценца и за 4 дена од фирма за гаки, ОП фирма за надзор и нормално тендер. ИРД Инженеринг од Италија на хартија е главен партнер во надзорот, но во пракса не е така. Најголем дел од 22,3 милионскиот тендер ќе одат кај Electra Solutions, околу 8,3 милиони евра. Ова личи дека на јавноста и се представува надзор од меѓународни експерти, а главни се македонски фирми со домашни кадри и откупно 81 експерт кои ќе бидат вклучени во надзорот, само 5 се странци. Во црвена линија денес темата е како во Македонија се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра. Па еве ние понудивме неколку одговори. Например, под А со корупција на владини службеници, под Б со партиска книшка од владеачка партија, под В со добра поврзаност со мафијата или под Г со сето ова и многу пари. А сега тука ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, да си коментирате, шернувате, лајкнувате и споделувате на Facebook Црвена линија, Телма телевизија на Facebook, Twitter, а на Инстаграм кога ќе не заследите, а тоа направете го веднаш, ќе налетате на интересна анкета со оглед на тоа дека ја подготвивме само за вас. Ве прашуваме, сте успеале ли во Македонија да извадите извод од матичните книги за помалку од 4 дена? Две опции за одговор да или не, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Тоа го знаат добро сите оние кои што редовно следат Црвена линија. Меѓу другото ќе ве потсетам, телефонскиот број е 02307 0005 и време е да се намали тонот на телевизорот и секако да се внимава на тајмерот. А го вклучуваме и првиот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Па еве да почнеме со анкетното прашање. Сте успеале ли во Македонија да извадите извод од матична книга за помалку од 4 дена? Да. За колку дена сте извадили? За 2 дена. Како ви успеа? Па, како ми успеа, тоа е некоја гола среќа изгледа. Некоја гола среќа. А од кој град сте? Од Скопје. Од Скопје. Бидејќи во другите градови нормално брзо се вадат Добро, таму нема толку гужва како што има овде кај нас во Скопје. Нормално. Добро, а еве дадовме и повеќе опции за темата со корупција на владини службеници, со партиска книшка од владеачки партии, со добра поврзаност со мафијата или со сето ова и многу пари. Како во Македонија според вас за 4 дена од трговец со гаки се станува до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди? Видете да ви кажам, тоа е целосно шпекулација на политичките партии што кажуваат дека со гајки, не знам, во урбанизам, во градежи и така. Јас да ви кажам право на тоа не верувам, затоа што овде се препукуваат измеѓу себе партијата на што е во опозиција и во опозиција, затоа што прво никој до ден денески, тоа што кажува Бојан Становски, да ви кажам, не го верувам, макар да ме ставите на пант, да ми сечете главата, не го верувам, тоа е чиста манипулација од него. Ви благодарам многу. Ви благодариме ние за вклучувањето во Црвена линија. Одиме со другиот гледач и ќе ве потсетам само внимателно со изборот на зборови во Црвена линија се активира веднаш, значи погрдни зборови, зборови кои што асоцираат на насилство, гнев, сето тоа е недозволиво. Добар ден. Ало, добар ден. Па еве имате ли одговори на нашите прашања? Како во Македонија се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор? Се слушаме? Да, продолжете. Така.
ова е апла направено со умисла. Плячка со умисла. Овие 1.300.000.000 треба да се исперат, сега им треба да ги грабнат, знаат дека власта е губат и пошто потоа до плячка. Нити пат ќе се почни, нити ништо. Тие со согачи, со чоропогашни ќе ги направат. Фирма, како можеме имаме ние доктори на науки по архитектура, оттамо ќе земат надзор. А не чоропогашни некој што продавал, надзор ќе врши. Што има тој појма, дори да гледа само како треба да биде квалитетот на изградбата на автопатот. Ова се живи бруки. Овие што зема власта сега што се на власт, албанциве, апла гледаат да е расторот Македонија. А дали ве сте успеале во Македонија да извадите извод од матични книги за помалку од 4 дена? Како рековте? Дали во земјава сте успеале досега да извадите извод од матична книга за помалку од 4 дена? Тешко. Не сум вадел, сега сум немал потреба и не сум вадел, али администрацијата е катастрофа. Бе вчера во судот да проверам, да шалтерот завиткани, што да ти кажам. Благодарам секако што кажавте кој е вашиот став и мислење и одговор на нашите прашања врзани за денешната тема. Ако имаме гледач, продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте, па еве ќе почнеме со анкетата прво. Дали сте успеале во земјава да извадите извод од матични книги за помалку од 4 дена? Вие сте како јавен медиум, сакам да ве демантирам. Информацијата за 4 дена ви е неточна. Конкретно во Радовиш се вади извод на 1 ден. Во Скопје не е таква праксата, но еве затоа и ве прашуваме. Добро. Добро, затоа. А еве што ќе кажете на темата? Како во Македонија се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра? Што Не го коментирам тоа. Зошто? Се воздржам од коментар. Молам? Не сакам да коментирам на таа тема. Добро. Па таа ни е темата. Благодарам многу за јавувањето. Секако подсетувам дека и на социјалните медиуми задолжително заследете на ако не сте го сториле тоа. Имаме и коментари, па еве ќе ви демонстрирам и како изгледаме на профилот Црвена линија за денес на Facebook. Доволно е да кликнете, знаете копчето follow и еве сега наскоро и ќе ви покажам каде можете да се вклучите во дискусијата. Меѓу другото, ќе подсетиме дека прашуваме и разговараме денес со вас како во Македонија се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра и веќе ги имаме и коментарите. Петар Папаров напишал само со добри врски се станува во Македонија. Срđan Васич напишал од Ивона Талеска тангите колку беа купени 500 евра. Ха, а Веселин Бос пишува како? Па со туркање на гаките. И Вингбичу напишал Скопско и Семошно. Добро, продолжувајте, коментирате, шернувате, лајкнувате и секако на Инстаграм вклучете се активно на денешната анкета на Инстаграм стори. Истото прашање и за гледачите кои што ќе се вклучат во Црвена линија. Сте успеале ли во Македонија да извадите извод од матична книга за помалку од 4 дена? Добар ден. Добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте. Кои се вашите одговори? Ало. Ве слушаме во Црвена линија. Моите одговори се, јас не се јавувам на овие емисии, меѓутоа сакам да кажам нешто. Одевме во шарена револуција. Изгледа дека тебе пак да излеземе, доста ја крадат државата, доста не крадат. Сите. Беше ВМРО, па сега СДСМ. Како не им е срам? Како не им е срам? Тебе да се засрама, тебе да излеземе пак пред владата и пак да правиме циркуси како што се правева во времето на Груевски. Како бе 1,3 танги гаќи ќе продаваат или ќе прават автопатишта. И надзор, тоа ли е надзор? Да не правиме муавет. Ако на тој начин крадат, а крадат, се гледа дека крадат, доста е веќе. Доста е овој народ измачуван и малцетиран.
и плячкат. Еве, дали се уште го имаме гледачот? Молам? Имаме и анкетно прашање, еве, сте успеале ли во Македонија да извадите извод од матичните книги за помалку од 4 дена? Шанса нема. За лична карта се под чекаш 2 недели, 3 недели, или за пасош, или за не знам што. Не, шанса нема. Ете. Тоа ако е тоа се, тогаш јас останува да ви се заблагодарам и уште еднаш секако благодарам ете што може би досега не сте имале искуство и не сте се вклучувале во вакви емисии, но го сторивте тој и верувам нема да биде и последен пат, туку ќе продолжите да не гледате и активно да се вклучувате во дискусиите. Продолжуваме. Црвена линија вклучува нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Добар ден. Не ви е додефинирано прашањето. Кое? Имаме многу. Имаме како во Македонија еве се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра. Дали го имаме се уште гледач? То може во Македонија се и се. Меѓутоа, она дали може да извадите извод од матична книга на што? Па еве и на родените, можете како сакате, за документи колку сте чекале? 4 дена, повеќе дена? Добро, јас такви документи вадам за 5 минути, оти комшивката таму ми работи, ќе му се јавам по телефон. Меѓутоа, грешка е во законот. Извод од матична книга на родени и извод од матична книга на умрени еднаш во животот треба да се вади. Ако сум роден јас на таа и таа дата, на таа и таа дата сум роден. Може да се менва извод од матична книга на мажени, на женети, се разведват, се земат, ама на извод од матична книга на родени, извод од матична книга на умрени еднаш во животот се вади. Ама нашите неписмени политичари извод од матична книга вика не постар од 6 месеци. Резио. Со оглед на тоа дека кажавте дека за 5 минути сте извадиле од режија, побара да ве прашаме дали може да оставите горе бројот соседката со цел и ние успешно да извадиме за 5 минути. Благодарам за јавувањето и ќе потсетиме дека во градовите, останатите градови, значи не во Скопје, процедурите се далеку побрзи, дури ваквите документи се вадат за еден ден, додека во главната метропола тоа и не е такво искуство, но еве слушнавме и за 5 минути, ако нормално ја имате соседката, вистинската соседка, за да успеете и тоа да го направите. Главната тема во денешното издание на Црвена линија, дури дадовме повеќе опции за тоа што би одговориле вие, прашуваме како во Македонија, значи за 4 дена од трговец со гаки се станува трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра. Имате повеќе опции, можете нешто и друго да додадете. Еве, дали е тоа со корупција на владени службеници, дали е со партиска книшка од владеачката партија, може би со добра поврзано со мафијата или се тоа и со многу пари. Што мислите вие, ќе дознаеме во наредните секунди. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Во Црвена линија сум. Еве за воја што ме прашувате. Еве ќе ви кажам. Пите на нози. Друго ништо пред владата. Што е воја што се прави? Луѓето умират за леп, со 700 замајуват со 10.000 пензија, ај они нака живеат. Еве крадат и да грабат така што знаат. Срамота и гревота е воја што се прави. Има луѓе леп нема да јадат, они што работат. Нака се спестат малку. Пите на нози пред владата. Воја еднаш треба да се реши, вака не оди. А некој за 1 динар ќе му дадат камати 320. Маритети ќе му дадат. Срамота и гревота, сум нервозна да не можам воја да го слушам. Така сум разочарана од воја што се прави. А некој ќе го казнат за ич ништо, ќе му дојде неплатена сметка за останата за прилиле и те тера пред 5 години сметка да му бараш. Дали за вода, дали за струја, камати колку што не треба. А они се изнаграбаат.
А еве што ќе ни одговорите на анкетното прашање, од каде ни се вувате? Не мора да биде. Па еве зошто ве прашуваме, затоа што на анкетното прашање имаме и ова. Сте успеале ли во Македонија да извадите извод од матичните книги за помалку од 4 дена? Може, за така, за 4 дена може да извади. Може, во ред. Може, за тоа да. А иначе за друго ништо, воја ништо, само така, само пред владата и воја. Големо благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, драго ми е за тоа, па еве кој ќе биде одговорот на нашето денешно прашање? Да, јас имам изваден извод од матична книга и тоа во Чешиново Блешево за 1 сат во подрачната единица и тоа во ноември месец 2022 година. Добро, тоа е анкетното прашање. А темата за која што разговараме, што мислите? Како во Македонија се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат од вреден 1,3 милиарди евра? Па тоа е јасно. Со сите и со многу пари. Корупцијата и непотизмот последниве 5-6 години е толку изразена. Владинава коалиција си тера по свое, успеа да докажат на граѓаните дека законот е селективен. Само важи за сите, само за нив. За ДУИ и за СДСМ не важи. Сите оние кои што ќе подигнат гласот ќе лежат во затвор или ќе бидат прогонети од државата, нека си ја бараат тегата на друго место за возврат на тоа. Ќе донесиме од Пакистан и од другите држави таму некој нов народ, некои нови луѓе кои што ги населиме овде, кои што мислат дека лесно ќе ги манипулираат и ќе ги владеат. Тоа е до 2030 година на нас ни се сервира некоја вистина дека ќе влеземе во Европска унија, но до 2030 година треба да ни е јасно дека тие имат намера сите нормални и свесни граѓани да не исилат од овде и да не тргнат за да си донесат на некој начин робови, некакви луѓе кои што не разбират ништо. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Сега е време малку и Твитер заедницата, еве што издвоевме на денешната тема. Постартуваме со твитот на Лудиот Макс. Фотографија која што ја објави, ќе можете да ја видите и вие. Секако на тоа што објавуваат твитерџи можете да се надоврзете, да се инспирирате, како и да е. Темата се знае за што зборуваме денес, а Лудиот Макс на Твитер ја постираше оваа фотографија и напиша: фирмата за надзор ги суши гаките. Па да видиме што ќе каже следниот гледач. Според него како во Македонија се станува за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра. Добар ден. Добар ден. Како се станува според вас? Многу лесно. Многу лесно. Ако на овој македонски народ се уште не му е јасно која води државата, тогаш го жалам и сам себе се жалам и нема што да правам. Затоа деца да ги пусти в странство да се одаа ради неправилности. Многу лесно. Еве гледате, читаме, слушаме, команда ДУИ кога ќе види премиер Албарес, кога се така и ова. Што е чудно? Нели ништо не ми е чудно во оваа држава. Не ми е чудно, не до завршени со факултети, се суди, не до завршени ова, се е тоа. Што треба бе народи кои ќе да барате? Седете си дома ко мене, испратете си ги децата во странство и чекајте од Бога некој да ни помогне. Нема друго. Се мислете, ова е абсурд невиден абсурд, што не може најпростиот човек да не го свати. Кој владее со државата, што прави? Затоа се две криви партии, ВМРО и СДС, која продадоа државата на трети партии. Ете, зато така ни се случува од загајчи да видиме надзорен орган. Имате уште време? Дали се разбрав, не мислам. Да, се разбрав, имате уште време, дали тоа би било се или... Имам време, документ си вадам со пријател, иначе друго не. Со пријател за колку време? Брзо, одма. А без Немаш пријател? пријател денески. Без пријател, не знам, немам покуша. Така, благодарам многу. Се добива впечаток дека еве на анкетното прашање, за да се изведат потребните документи, прво се бара пријател, а потоа се
доставува барање за подигнување на документи. Добар ден. Добар ден. Добре, јас ќе продолжам со Титирџи, па секако вие кога ќе бидете на линија, пријавете се, ќе ве слушнеме. Одиме со твитот на Наспана Муцка. Напишал: фирма за долна облека побарала лиценца за надзор на 27.9.2022 и ја добила на 3.10.2022 година. За 4 работни дена од фирма за долна облека станале фирма за надзор на автопати. За 4 дена не можеш извод да извадиш, а не лиценца за милионски бизнис. Затоа ни е прашањето на анкетата реторично и тоа е оно што сакаме да ве прашаме меѓу другото. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Како се станува, еве, за 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра? Во Бананистан држави, како начала, со владетели мафијашки кланови, обичен смртник, обичен човек, граѓанин, никад нема да стане ништо. Нема да постигне никаква цел, никаква успех во живот. Али тие соработниците кои ги подржаваат овие мафијашки кланови, што беа едно време лепачи на плакати, вејачи на знамења и све и свашта, тие успеваат да извадат документација во рок од 4 дена, дури 4 дена се многу. Значи, там други све е можно работава, ама и позадината ја спомнам и господјата американската амбасадорка, тоа е незин благослов. Колку сакаат да скивираат луѓе, нека кажуваат све друго, али благословот е од господјата Агилера, како беше името му предвидено. Ке подсетам само внимателно со тајмерот, 90 секунди е време трајање. Титирџи секако беа и шегубени, саркастични, иронични, но и доста креативни. Одеме со твитот на Герасим, фотографија која што еве прави една паралела, зошто всушност клучките ќе ни изгледаат чудно, или од чивачи на гаки до надзор на автопат. А Герасим напишал: само во Зеверна, фирмата што ќе врши надзор на градењето автопати претходно произведувала долна облека. Добра, вие што мислите, како еве во Македонија за 4 дена се трансформираш од трговец со гаки до трговец со надзор на изградба на автопат вреден 1,3 милиарди евра? Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ако сум јас на линија? Да, вие сте. Благодарам. Тајмерот не го гледаме. Што не гледате? Ако не е вклучен, вклучете го за да знаеме колку губиме, што добиваме. Добро, го гледаме. Вака сега, како во Македонија се станува за 4 дена ора, што сакаш да станеш? Кај нас се е можно. Се е можно за тоа што кај нас раководат луѓе што не ја сакат Македонија, што распаѓаат Македонија, што ја уништуваат Македонија. Затоа е ова. Затоа кај нас недипломирани студенти стануваат судски функционери, обвинители, суди, кади, ова, она. Кај нас со ова наше управување со народот, со уништување на Македонија, нема само мене и тие како мене се вуват, ќе ги снема и новинарите, и телевизиите, и политичарите, и академиците, сите ќе страдаме. Лошо ќе биде за сите, затоа треба би требало да се постави тема како се распаѓа Македонија. Пошто Македонија веќе стварно се распаѓа. Ова е крајно време да се каже дека Македонија се распаѓа и да се каже стоп на овие отпадници. Дали се од едната, од другата или од третата партија, малку важно е. Во овие 30 години, овие штетнички партии толку лошо нанесува на Македонија. Ајме, ќе подсетиме дека бизнисот, да речеме, она што го прави, а и секој добар бизнисмен го знае, кога не оди
нешто треба, нешто и да се менува во бизнисот, што значи не дискутираме за распаѓање, дискутираме за трансформации. Дали ова значи дека ваквиот потек на фирма која што е трговец со гаки за 4 дена е возможно да се трансформира во трговец со надзор и тоа на автопат вреден 1,3 милиарди евра. Можни ли се вакви бизнис трансформации? Што мислите ви и што е неопходно за тоа? Ние дадовме неколку солуции, можете да надополните и со ваш оригинален одговор. Под А имате еве можност да одговорите со корупција на владени службеници или пак со партиска книшка под Б од владеачката партија или со добра поврзано со мафијата или пак сето ова заедно со многу пари. Што мислите, како се станува еве за 4 дена трговец од едно со трговец за друго? Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Да, во црвена линија сте. Голем поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Но гледачиве што се јавуваат да се подржуваат на темата и да не ви кажуваат, вие имате уредна куќа која ви кажува што и како треба да се постави темата, кој сака нека се јави, кој сака да не критикува. Сега вака, држава без систем, без судство и ненародна држава и народна власт, само мафијата може да го направи тоа. Ништо повеќе. Пари, пари, па цел свет. Не само од гајчи и од продавање на семки може да бидеш најбогат човек. Значи тука влада е мафија. Ништо повеќе. А за тоа дали за 4 дена може да се извај извод било за посмртница, било за родени лица. Не е точно во Скопје дека можеш да извајш. Први нема стручен кадар во Министерството каде што се вадат изводите. Не зна да те препратат и да ти спратат каде што да ги вадиш, а друго мораш да ги подметиш или да бараш пријатели. Што значи тоа? Дека сме мафијашка држава. Ништо повеќе. Кој како сака нека критикува, ова влада е допречи Македонија. Но се уште не е касно за некој да ја дигне Македонија, а има, мислам, се уште луѓе што ќе ја дигнат Македонија. Први судството ќе го реабилитира, па после. Потсетам, внимавајте само на тајмерот 90 секунди и секако благодарам и вам за вклучувањето. Повторно продолжуваме со Твитерџи. Алек 9000 напишал: АБЕР нема докаде стручниот надзор за случајот на Дона Неделковска од Тетово. Институциите игнорираат родилката која остана без матка. Еве, во продолжение, според вас, видовме некои од гледачите дадоа и своји видувања за тоа како можеш за кус рок од 4 дена од трговец со гаки до трговец со надзор на автопат вреден 1,3 милиарди евра да се трансформираш. Имаме гледач, ми јавуваат. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сте на линија, на црвена линија. Благодарам. Па вака, прво ќе кажам дека со многу пари, многу ствари и многу работи се постигнуваат. Меѓутоа, одека нема да речам дека е тоа сето за 4 дена, најверојатно некој од тие кои се одговорни му дошепнале на тој што за 4 дена ги обезбедил сите тие документи, значи тој не спиел, тој работел и постигнал многу за тие 4 дена. Ги добил сите документи. Меѓутоа, тој не може да биде надзорен орган ако нема стручен кадар, значи ако нема луѓе обучени за таа работа и да него тоа драматизираме, значи надзорот е надзор, значи кој што не може оној што шие гаки да каже каков асфалт, колку е асфалта, дали е добро набиен подлогата и слично, значи сепак мора да малце да биме пореални, значи тој сепак се припремал многу поодамна, сигурно имал визија дека постои можност и некој му тоа му дошепнал и затоа ми чини дека сепак и од гаки може да биде надзорен орган и да каже дали е што се вика тој пат, значи квалитетен, не е квалитетен материјал, ваков, таков, никаков и така натака и не треба, значи што се вика со еден збор
со дрво и камења да фрламе, али тие што го Уште еднаш подсетувам, внимавајте на тајмерот. Ако има гледач, веднаш ќе вклучиме гледач, пред да се префрлам на Твитер. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Село од Кишево, пред да ви одговора, ќе ви поставам неколку прашања или констатации. Дали знаете дека нашето новинарство во извештајот од 22 година за 21 година е на последно место? Една работа. Втора работа. Дали знаете кога се регистрират фирми, колку дејности се пишуваат? Трета работа, одговорот на вашето прашање ви го кажа дел од вашите гледачи. Значи, со пријател ваѓат за 1 сат извод од било што, а поредомна поставката 4 дена. Така да за 4 дена се прави од еден трговец во друг. Темата е малку по-комплексна него на прв поглед што истајате. Многу е по-комплексна. На времето кога регистрират фирми, вака викат, ако, пошто бев и во комисија за јавни набавки, има и сертификати, мада су сега в пенсија, не се казнуват лицето, него се казнуват фирмата. Значи, лицето кој е подложно на несолвентност, ти се отвори друга фирма и пак ој да си работи. Отвора фирма за ден, 2, 3 и така натаму. Темата е многу по-комплексна, него вака што изгледа. Добре, еве оваа последнава ситуација како ја објаснувате, бидејќи имате искуство? Како се станува за 4 дена од трговец со гаќи до трговец со надвор на автопат вреден 1,3 милиарди? Ја ви кажав, одговорот ви го дадува неколку гледачи, 20 или 30, со пријател ќе се јави, ќе му донесат дома изводот од било што. Така, добро, благодарам за вклучувањето. Одиме повторно со коментарите на социјалните медиуми, одиме со нешто што го напиша Илче Затараковски. Ке почнеме со првичниот статус, напишал фирма која произведувала долна облека и никогаш не вршала надзор, доби 8,3 милиони евра од 22,3 милионскиот тендер за 4 автопати. Совршена можност за штапските ставорци што за 18.000 месечно да ги одбранат милионите што ќе ги направи некој што не знае да се го избрише. Ајде влекачи, 3, 2, 1, лижи. И уште еден статус од него врзан токму на првичниот, секаде во светот, кога фирма што произведувала гашти ќе добие тендер за надзор на изградба на автопат, тоа се смета за успешна приказна, само кај нас за корупција. Значи, ептен сте завидливи. Па еве, дали сметате дека ваквиот трансфер во дејноста е всушност успешна приказна? Добар ден. Добар ден, убав ден, Аца Гиновски на телефон. Најубав ден ни до вас. Така. Како во Македонија се станува за 4 дена? Тоа е многу. Ја ќе ви кажам, многу е 4 дена. Ако може за 5 минути да стане судија без завршен факултет, може ова 4 дена. Овој најверојатно чекал редици на некој шалтер за да 4 дена за да добие трговец. Само ја ќе поставам едно прашање. Дали тој трговец е поединец, сам или трговци поединци? Кога тоа би го направиле во Централен регистар трговец поединец, јас мислам дека ќе избегаат. Зашто? Затоа што трговец поединец одговара со имотот што го поседува и ако не се рачисти на крајот, ќе си одговара со имотот стекнат, дали на црно, дали на бело. Така да, оваа власт, поточно зелените, се направија зелени, дали знаете за како? Зелени стана од еврото зелен, не од друго. Јас ќе напомнам сега министеркава што е за животна средина, ја слушав вчера, ми збори за животната средина, нека иде во општина Сарај, да види каде сметот се фрла во реката, треска со булдожери. Значи, ако не го објават они, ние ќе го објавиме како група.
Еве, ние од Црвена линија ве охрабруваме да сликате, објавите си како да постирате кај нас на Facebook, а и меѓу другото ќе подсетам дека Црвена линија токму минатата недела на барање на гледачите поставивме и тема за состојбата на регионалните патишта, за тоа зборувавме. Одеме со Твитер заедницата, Мите најдов. За 22 милиони евра можевте да ги ангажирате Келвин Клайн и Викторија Секрет заедно да вршат надзор на изградбата на автопатите. А ние ќе продолжиме со надзор врз рекламите. По рекламите време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Ќе ве подсетам за следете не веќе. Утре можете активно да бидете дел од Инстаграмчи кои што одговараат на нашите прашања. Денес ве прашавме: сте успели ли во Македонија да извадите извод од матичните книги за помалку од 4 дена? Со да одговорија 50% и со не одговорија 50%, што значи нерешено. Како и да е, благодарам за сите вас кои што земавте учество во Црвена линија, но и ќе ве подсетам, останете на истава фреквенција и бидете со мене за кусо време. Забележете ги овие прашања, ќе ве донесат до награда. Најтешкото животно во Африка е слонот, а кое е највисокото животно? Која држава има најдолг морски брег? Канада или Русија? И кој наш кошаркар настапуваше во Турција под името Намик Полат? Тоа се прашањата, забележете, јавете се во Заврти на Тилма и ете ви подкажувам, само со цел да освоите награда. Се гледам.